А до 8 часот, минутите кои што ни остануваат, ги посветуваме на тема дипломатија. Дипломатијата е занет, како и секој друг, се учи теорија, се собира искуство, прво во Министерството за надворешни работи, потоа во амбасадите и конзулатите на Македонија во странство, и тоа е вообичаениот пат на секој кариерен дипломат. И искуството на секој од нив поединечно е значајно за сите оние кои што ја сакаат и ја извршуваат оваа професија и мислат добро на својата земја. 29 април е ден на македонската дипломатија, 56 годишнината од македонската дипломатија, 15 годишнината од постоењето на дипломатскиот клуб. Годинава се одбележува со бројни активности. Дали дипломатијата е поставена на здрави нози и колку е важно меѓу другото младите да ги насочуваме на професии соодветни за нивните предиспозиции, се само дел од темите кои што наредниве минути ги отвараме со председателот на дипломатскиот клуб на Македонија, амбасадорот Јован Теговски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и благодарам на поканата. Амбасадоре, 56 години Македонија преку дипломатија го истакнува својот идентитет, културна вредност, својата историска традиција, па ајде да направиме еден сублимат низ овие 56 години, како се градеше истата? Па еве да почнам од фактот дека првите дипломатски чекори кои што нашата држава ги направила, всушност се поврзани со формирањето на државата, односно првото заседание на АСНОМ одржано 1944 година, кога на тоа заседание, благодарејќи на напорите на представниците на Македонија и на личностите кои учествувале на истото, биле поканети да учествуваат и представници на странски воени мисии. Значи, за тоа требало еден дипломатски напор да се вложи. И на тоа заседание биле присутни мисиите на Соединените Американски држави и Велика Британија. И всушност со нивното присуство, иако не де јуре, меѓутоа де факто, било признаена и државотворноста на новата македонска држава. Тие во своите извештаи напоменуваат дека од надворешно политички аспекти, од дипломатски аспект е многу важно што представници на новата македонска држава веќе влегле во преговори со Бугарија околу утврдувањето на границите. Во повоениот период, јас намерно ќе направам една поголем хронолошки приказ. Во повоениот период истакнати личности од Македонија учествувале во воспоставувањето на дипломатски односи на југословенската држава пред се со соседните земји, а дел од нив потоа биле поставени на високи функции во дипломатските мисии, потоа и како амбасадори, конзули, генерални конзули и така натака. Она што како прв прапочеток, би рекол, од институционален аспект на развојот на дипломатијата може да се констатира е формирањето на Бирото за документација во 1960 година, кое што помеѓу другите задачи имало цел да прибира и анализира документи поврзани со надворешно политички прашања од интерес за Македонија. По неколку години, односно на 29 април 1969 година, тоа биро прераснува, односно се трансформира во биро за односи со странство. И тоа е првата институционална би рекол поставеност на македонската дипломатија и затоа утре го одбележуваме тој датум како роден ден на македонската дипломатија. Улогата на дипломатијата, амбасадор, е да гради мостови и пријателства. Најтешката задача во целиот овој процес ја имаат токму дипломатите. Имајќи го предвид вашето долгогодишно искуство, тешко ли беше градењето мостови со светот? Да, се согласувам. Навистина, улогата на дипломатите во градењето мостови со други земји, со меѓународни организации,
е една од најтешките и најодговорни, би рекол, најпредизвикувачки задачи на еден дипломат. Ние, да би рекол, од постарата генерација на дипломати, ја имавме таа задача и одговорност и привилегија да ги правиме првите чекори во градењето на тие мостови и особено би рекол ова се однесува на првата група на дипломати кои што во есента 1992 година беа испратени од страна на владата на Република Македонија во неколку светски центри да го започнат макотрпниот процес не само на градење мостови и пријателство, туку на меѓународно признавање на нашата држава. И би рекол дека од тој аспект Македонија е веројатно еден уникатен пример, каде што тоа градење на мостови поминало низ еден исклучително тежок пат, да почнеме од меѓународното признавање, менувањето на уставот, воспоставување на дипломатски односи, менување на знаме, па до менување на име, што доволно говори за тоа низ какви премрежија и предизвици сме се соочувале на тој пат. Така. Најверојатно и повеќе треба да се зборува на тема дипломатија и дипломатија, имајќи ја важноста на луѓето од овој сектор за тоа што денес е нашата земја. Голем број активни, но и поранешни дипломати се дел и од дипломатскиот клуб кој годинава го слави својот 15-ти роден ден. Со какви активности и кој е неговиот придонес во однос на искуството што го имаат поранешните дипломати таму, кон она што сега е потребно на нашата дипломатија? Добро, како што рековте, дипломатскиот клуб оваа година одбележува 15 години од неговото формирање и делување. И во изминатите 15 години навистина се покажа како исклучително корисна и би рекол добро примена платформа и организација која што се бори за промоција и заштита на интересите на македонската надворешна политика, за заштита на интересите на нејзините граѓани во странство, меѓутоа и за анализа на прашањата кои што се врзани со надворешната политика на нашата држава, а секако и на актуелни теми од меѓународните односи. Мислам дека придонесот на дипломатскиот клуб во изминатите 15 години, кој што се одвива во континуитет, е исклучително значаен. Организирани се голем број конференции, дебати, панел дискусии на различни теми. И она што е од особена важност, би рекол дека голем дел од тие анализи, видувања и хроники на надворешната политика и на дипломатскиот живот во нашата земја се представени преку нашето специјализирано списание Дипломатски летопис, кое што пак оваа година одбележува 10 години од неговото постоење. Во врска со активностите со кои што започнавме веќе да ги одбележуваме овие два јубилеа, би споменал дека во март, кон средината на март, организиравме трибина по повод 5 годишнината од членството на нашата земја во НАТО. Минатата седмица организиравме голема меѓународна конференција посветена на важноста на географијата во обликувањето на надворешната политика и националната безбедност. До крајот на годината планираме уште неколку значајни конференции на тема економска дипломатија, процесот на проширување во новите геополитички случувања, а за следниот викенд ние како членови на дипломатскиот клуб планираме посета на Демирхисарскиот регион, посета на првата приватна библиотека во село Бабино, Алби,
и донација на книги за таа библиотека, која што патем ја имаат посетено и многу странски амбасадори, како и посета на изложбата во село Брезово, која што специјално по тој повод, значи по повод јубилеот на дипломатскиот клуб и на денот на македонската дипломатија, ја организира уметникот Живко Поповски Цветин во неговиот двор. Споминавте во одговорите на првото или второто прашање дека вие и вашата генерација колеги дипломати ги градевте првите мостови, го кршевте условно кажано мразот, ја поставивте дипломатијата на здрави нозе. Како ја гледате вие во моментов дипломатијата, затоа што многу често последниве години слушаме да речеме изјави од ваши колеги дека треба да се работи на оваа тема, бидејќи многу амбасадори на политичка основа одат како кандидати во странство наместо тоа да се кариерни дипломати. Да, за жал темата околу професионализацијата на дипломатијата во нашата држава обстојува подолг период и покрај одредени, би рекол, повеќе инцидентни напори да се направи нешто повеќе на тој план, за сега не се постигнати оние очекувани резултати кои што би требале навистина да ја постават дипломатската мрежа на една стабилна и професионална основа. Како што рековте, за тоа има повеќе причини. Партиските апетити, политичките влијанија и така натака ја играат улогата да дипломатијата не е до крај професионализирана и испраќањето на политички амбасадори не е единствениот проблем, бидејќи во минатото имаше примери кога дипломати, би рекол, произведување на инстант дипломати, преземање на кадри од други институции, кои што преку ноќ добиваат статус на дипломати во Министерството за надворешни работи и потоа се испраќаат на служба, на високи позиции во разни дипломатски представништва на Република Македонија. Така да мислам дека тука е потребен континуиран напор, бидејќи без професионална дипломатија и резултатите не можат да се очекуваат согласно потребите на државата. Каде и како ја посекувате македонската дипломатија во годините што се пред нас? Преве да се повторам веднаш, би рекол, професионализација на дипломатијата преку ригорозна селекција на кадри, подмладување на дипломатијата, вложување во обука и едукација на новите кадри и се разбира понатамошен проактивен ангажман на нашите колеги дипломати кои што било да се од Министерството, било во амбасадите широм државата. И би додал тука уште една работа, а тоа е поголема застапеност на македонските дипломати во меѓународните организации. Како пример само би навел фактот дека ние веќе 5 години сме членка на НАТО, а по моите сознанија во службите на НАТО, освен политичкото именување на госпоѓа Радмила Шекеринска за заменик на генералниот секретар, во службите на НАТО нема ни еден професионален дипломат од Македонија. Во тој контекст, сосема на крај, која е пораката до сите сегашни колеги кои што ја извршуваат оваа функција, имајќи го предвид долгогодишното искуство? Пораката е дека пред се треба да ја сакаат дипломатијата, треба да се посветат на дипломатијата, да се надоградуваат, тоа е процес на постојано учење, да вложуваат во себе, да ги следат работите што се случуваат во светот и да се обучуваат да подготвуваат добри анализи кои што потоа ќе служат како основа за предвидување на идните чекори на надворешно политички план на нашата држава
пред се во однос на остварување на стратешките цели, а пред нас е уште една голема стратешка цела, тоа е зачленувањето во Европската Унија. Благодариме амбасадорот за гостувањето во Македонија наутро. Го честитам уште еднаш роденденот на дипломатскиот клуб. Нека трае приказната, имаме многу искусни кадри од кои што младите можат да учат. И ви благодарам на поканата и на крај би сакал да искажам едно најдлабоко и најискрено признание за сите поранешни и сегашни дипломати кои што со својот труд и ангажман придонале во градењето на македонската дипломатија. Благодарам. Само ќе ве задржиме. Во точно 8 часот, време и за првото издание на вестите.